А кой ден е това? Що отбележаваме това? И какво не трябва да придонесеме, за да изучаваме животната седмица? Какво трябва да правим? Как да кажеш здраве? Да... Трябва да возим велосипед. Лично само за човека или на колко да помощта и животните? За животни аспекти. Живите чужите. Йован, каква порака ти те напишеш? Дека не треба на ден без автомобилја возиме, нашите родители ја возат кола, мотор. Тоа е можно помалку, да возат своите Да. Марија? Исти така. Да, не се на автомобили, на това. Значи, кога сме много близко до жилището, нема потреба со такси и со коли, туку можеме да се дојдеме пешка. Аз со велосипед да прошетаме из градовете ни пред другарки и било кое. Нешто родителите постојано да ме носат со кола, кога одите до било каде. Значи, изздраво е, не само што автомобилот испушта гасови за градове, туку изздраво е да се пешачи. Значи, заклучокот е што помалку да користиме автомобили, што повеќе да пешачиме. Колку ја да кажемо, учениците се од додатната
почета да се представят, сега може. Матея Цветковска, 7-2. Мария Петровска, 7-2. Костанца Скула, 6-3. Тамара Костова, 6-3. Филип Иливски, 6-3. И аз съм наставничката по информатика, која помогна само во координацијата да видим што да направиме во презентација, а не да ја направи презентацијата. Тоа е нивно дело и ќе имаат уште поуспешни дела, сигурно. Колку време беше потребно за да се подготви на ваква презентација? Ваква презентација што се потрудија и ни покажа зошто издувните гасови, како издувните гасови штетат врз човечкиот организам, но и врз озонската област. Јолита, ако може на прашањето, значи околу подготовката на учениците за презентацијата. Бидејќи почеток на учебната година, ние се уште не сме влезени во тоа додатното завршување, значи вклучивме многу малку членови, така да му беше потребно прилично доста време, за да презентацијата биде успешно како што е. Се надевам дека беше успешно со сите тие значајни моменти, текстуално, сликите да го доловат она што сакаат, да го прикажат учениците и да имаат по некој интересен ефект, за да го привлечат вниманието на учениците што се дојдени тука да слушнат нешто повеќе. Значи, ова презентација може колку 5-6 часа да требаше и повеќе. Да. А учениците што учествуваат, значи, кои се вашите чувства во поглед на подготовките за презентацијата? Дали ги работевте, значи, со интерес, со љубов? Да. Ние бевме возбудени од почетокот, дали ќе им се допаднат на учениците. Јас сметам дека на сите ќе му се допадат, затоа што се доста, значи, корисни и посакувам понатаму вакви активности многу успех. На сите нас ни е мила, па да ја спасиме со човечка сила. Помош деца СОС има една важна вест. Градот ни е загаден, па се ближи еден посебен ден. Вози велосипед за поубав свет. Може и тротинет ке биде се овој. Одлично. Еден ден без автомобили луѓето ќе добијат повеќе сили, да живеат живот здрав и улиците ќе бидат чисти и без прав. Земете го велосипедот в брака и возете се без мака. Автомобилите оставете ги во гаражите и за други луѓе ќе важите. Тоа е земјата дар, кој ќе имаме кар. Да, таа ќе ни биде здрава, затоа што немаме резерва права. Благодарам. Одлично. Ајде. Ден без автомобили. Си замислив свет без автомобили, растутен шарен и цветен. Ми се чини дека тоа беше убав ден сончев летен. На точакот умрев среќен, низ воздухот свеж и чист, на секој дрво гледав убав голем зелен лист. Би било добро за ремнен из цел свет да е тој ден, да не се слушат автомобили на лама, убав било таа драма. Благодарам. Ден без автомобили. Ајде да правиме нешто интересно, еко и чисто и да биде прекрасно. Оставете ги автомобилите стари и дојдете на прошетка забавна. Најважно од се, тоа не кошта пари. Елате во природата ве каниме, ден без автомобили да прославиме. Јована? Ден без автомобили. Кога автомобили веќе да нема чисти и здрава средина џима. Здрав живот да водиме, велосипеди и тротинети да возиме. Автомобили веќе да нема, велосипеди, ролери и тротинети целиот свет да го красат. Ајде луѓе, помогнете, веќе автомобили не возете. Сите велосипеди земете, одиме во парк да возиме. Екологисти сите ќе станеме и за чиста околина ќе се бориме. Ден без автомобили. Ајде луѓе мили да возиме велосипеди, тротинети, ролери, екологисти да сме. Да нема да има автомобили разни, да има само велосипедисти здрави. Заедно можеме да вложиме во здрава околина, со здрава околина до здрав живот. Ден без автомобили. Иако природата не знае да зборува, таа секојдневно не предупредува, чувајте ја својата околина. Ако птицата тажно пее, тоа природата ни го кажува дека чист воздух и недостасува. Ако цвеќето почне да се суши, тоа природата ни го кажува дека нечистотијата го гуши. Ден без автомобили. Нашата планета Земја е загадена и темна. Од фабриките го садат, животните и луѓето страдаат.
Планетата Земја мила да ја спасиме со човечка сила, природата да ја негуваме, здравјето да ја зачуваме. Автомобили наши драги, паркирајте се пред сите згради, не го сакаме автомобилскиот чад да го загадува нашиот град. Ајде. Да. Стефан Сустав. Сустав, читајте. Ден без возила. Ден без возила. Дали е можно тоа? Да, но тоа зависи од мене, од тебе, од сите нас. Замислете колку убаво би било барем еден ден во животот сите возила да ги снима. И покрај тоа што би траело кратко, тој ден би бил прекрасно доживување и големо искуство. Наутро да те будат песните на птиците, не вучавато на возилата. Да се опиваш со свеж воздух кој има мирис на растутени трендафили, а не мирис на гориво. Наместо цело време да ги гледаш возилата, да гледаш насмеани лица кои ќе те натерат да го почувствуваш животот. Обучавате да остане зад нас, па нашиот осет за слух да се опушта и ужива откривајќи звуци кои носат мир и спокојство. Воздухот, водата и ветрот да остават свој печат на почвата, на животот, на се што е убаво. Природата дарила убавини кои треба да внесат мир во животот, на човекот и на се што е живо и што се радува на природата. Само еден ден без возилата, без нивниот шум и без нивната бучава, во мене би внело среќа и воодушевување. Тогаш би се подсетила на моето рано детство, кога за прв пат научив да возам велосипед, потоа кога со друштвото талкавме по улици со ролери, кои сигурно би ги употребувале кога возилата не би постоеле. Но постојат. Затоа сите мечтаат по убавите мигови што би ги донел еден таков ден, затоа што ние сме свесни дека тој ден би бил празник за нашите очи, уши и за нашата душа. Но да гледаме малку по-позитивно и реално на работите. На крајот и без возила животот не би бил совршен. Луѓето не ги создале затоа што ни се потребни. Сите можеме да се замислиме денови без возила, но не и да го живееме животот без них. Може другачно, може спремна си? На албански. Да, албански, одлично. Ние сме двојазично училиште, нормално. Дите па аутомијете. Једнаш пете не разве како не деш пете сина га аутомијете. А то на мундосојното удосојно, мъж пейта, но мира дете, порнизофе ме миетата не вошме париета. Порката пуште кане е деветита, татюре негативе, татилят кежинти којно на јетен не разоре. Сигурто мундешен ветрния дица само спордорен аутомијете, ме сигури дота харджоке ще му пак бензини осената. Му пак доте ще ајди. Ден без автомобили. Возете велосипеди, тротинети, за да бидете здрави. Не возете щетни автомобили и ќе бидете здрави и мили. Возете ролери и велосипеди. Не возете щетни автомобили и ќе останете здрави и мили. Dit pa automjete. Nëse ndodh që një ditë mos të ketë automjete, atëherë do të jetë një ditë më e bukur e jetës sonë. Ajri do të jetë më i pastër dhe gjithçka do të jetë më bukur. Mirë po njerëzit të cilët janë të mësuar të udhëtojnë me automjete, atyre do t'ju duket shumë më rëndë. Ato kur do të kthehen në punë do të jenë të lodhur, ndoshta edhe do të vonohen në punë, në shkollë dhe në shumë vende të tjera punuese. Fëmijët do të jenë më të lumtur. Do të mund të ngasin bicikletën në vend se të rrinë bicikletat në vende të ndryshme. Kështu do të jenë edhe fëmijët dhe të rriturit më të shëndosh. Edhe mund të shpëtojmë planetin tonë se nuk kemi planet rezervë. Ден без автомобили. Користењето на автомобили во минатото било минимално. Луѓето користеле коњи и магарење за да стигнат одедно на друго место. За да одат на работа, за да ги извршуваат нивните обврски, тие оделе пеши. Автомобилите се користеле само за посебни пригоди и тоа многу ретко. Но напредната технологија и брзото темпо на животот ги натерало луѓето се почесто да користат автомобили. Автомобилите ги користеле за да одат на работа, но
ги користиме за да одиме на работа, на летување, да ги извршуваме секојдневните обврски. Но секако автомобилите загадуваат нашата животна средина од која се храниме и пиеме вода. Во поголемите европски градови, луѓето стануваат свесни за проблемот со автомобилите и се почесто користат градски превоз во кој спаѓаат автобуси, метроа и трамваи. Исто така дел од луѓето користат велосипеди, електрични скутери и хибридни автомобили. Со тоа се намалува загадувањето. Заклучок. Ако нема автомобили, планетата ќе се регенерира, а и ние со неа. А можеме ли да ги пуштиме назад и да попешачиме? Тоа е добро за нашето здравје.